Жамила Коломонос, родена во 1922 година во еврејско семејство, е позната битолчанка и учесник во Народно-ослободителната борба НОБ. Нејзината семејна куќа на Коломонос се наоѓала на улицата 27 март. Жамила се приклучила на партизаните во 1943 година и имала високи политички функции во НОФ. По ослободувањето, таа била единствениот преживеан од нејзиното семејство, кое загинало во Треблинка. Во повојниот период, станала активна во КПМ и била прогласена за професор емеритус на Филолошкиот факултет во Скопје, починала во 2013 година. Доктор Панче Васков, роден 1870 во Велес, бил доктор познат како херој на сиромашните. За време на Првата светска војна, тој престојувал и работел во Битола, во куќата на Широк Сокак, каде што денес се наоѓаат читална и Ел Греко. Тој ги прегледувал и лечел и војниците и цивилите, но своите услуги не им ги наплаќал на сиромашните. Поради ова, народот го нарекол ангелот чувар. По војната, Васков се вратил во Велес, каде што бил директор на болницата. Починал во 1951 година. Неговата куќа подоцна ја користела неговата роднина, Нада Чкатрова. Куќата на семејството Хаџикоста во центарот на Влашкото маало е една од најраскошните градби во Битола. Изградена е во барокен стил од 1906 до 1909 година од Александро Хаџикоста, чие семејство потекнува од Москополе. Како многу богато семејство, Хаџикоста тргувале со жито и отвориле агенција за прекоокеански патувања. Тие биле и меѓу првите битолчани што поседувале автомобил, Форд Модел, и ја отвориле првата автомеханичарска работилница. Интересно, Александро и неговата сопруга имале билети за Титаник, но за среќа не заминале на патувањето. Куќата била седиште на грчката патриаршија, па штабна озна, а потоа била национализирана. Сепак, до крајот на 50-тите години на 20-тиот век, таа повторно се вратила во сопственост на семејството. Куќата на ББК се наоѓа на Широк Сокак во Битола, наспроти католичката црква. Денес, оваа градба служи како конзулат на Србија, Романија и Албанија. Изградбата ја започнал еден од првите битолски гинеколози, Михајло Замаули, на почетокот на 20-тиот век. Тој планирал тука да формира семејство и да отвори своја ординација. Меѓутоа, во 1917 година, Михајло ненадено починал, оставајќи ја куќата недовршена. Неговата сопруга Василики и нејзината мајка Катерина, со продажба на вредни предмети и со кредит, успеале да ја доизградат раскошната куќа, украсувајќи го Широк Сокак со уште еден прекрасен објект. Долниот дел, првично наменет за ординација, подоцна бил претворен во продавници, чиј наем бил главен извор на приход за семејството Замаули. Керката на Замаули, Марика, се омажила за адвокатот Христо Милошев од Охрид. Тие живееле тука до Втората светска војна, пошто објектот бил национализиран. По 55 години, на почетокот на 21 век, куќата му била вратена на семејството Замаули. Во тоа време, во куќата живеела Нада Бебека, чие име и го наследила градбата. Во 2004 година, на југоисточната страна на куќата е поставен и украсен сончев часовник.